Во организација на јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија денеска во Облешево се одржа презентација и јавна расправа по извештајот за стратегиска оцена на животната средина за инфраструктурниот проект изградба на експресен пат А3 делница Штип, Три чешми и Кочани во вкупна должина од 28 километри. Присутните беа запознаени дека новото патно поврзување нема да е по постоечкиот магистрален пат, туку ќе се гради сосема нова сообраќајница која ќе минува меѓу селата Чешиново и Облешево наспроти Соколарци, Спанчево, Бања и други. При тоа ќе бидат изградени 4 клучки, од кои едната кај Кочани и повеќе надвозници и подвозници. Со новиот пат практично Кочани, Чешиново, Облешево и другите општини ќе добијат 2 сообраќајници, што значително ќе ја подобри комуникацијата и транспортот на луѓе и стоки. Представничката на јавното претпријатие за државни патишта Борка Ковачевиќ ги истакна еколошките аспекти за реализација на овој капитален проект. Посебно беше отворено прашањето за доволен број на пристапност кон патот, како и отварање на уште еден објект, односно клучка кај селото Облешево, кое што е најголемо село со 7 до 8.000 жители. Сметаме дека како експерти тоа е оправдано и треба да се насочи кон јавното претпријатие за државни патишта ова прашање за понатамошна дискусија. При тоа таа ги најави следните чекори од реализацијата на истиот. Следниот чекор е завршување на проектот, одобрување на документите од животна средина од страна на Министерство на животна средина, од нашата страна и заокружување на сите потребни документи во однос на проектот, за да понатаму ќе биде отворен тендер за изработка на патот и еден дел од патот ќе почне да се работи. Архитектот Илија Стојов го истакна значењето на патот, укажувајќи при тоа дека истиот ќе биде граден според најсовремени стандарди и норми. Ние изгубиме време со долната варијанта која стварно немаше смисла. Ние со долната варијанта ќе направиме постоечкиот пат, ќе го расипевме и ќе направиме исто оволкав пат за малтене скоро исти пари, а во овој случај тој пат ќе го имаме и стариот ќе ни остане. Овој пат не е рентабилен сега да се прави, зашто нема толку сообраќај. Меѓутоа, не да се прави автопат. Економски е оправдано да се прави еден коловоз од тој автопат на делницата од Исти Бањи до Три чешми. И ние по тоа постапуваме. За градоначалникот Костадин Личков, придобивката од експресниот пат А3 ќе биде своевидна стопанска пресвртница за регионот. Со овој експресен пат е веќе долги децении наназад, Источна Македонија и требаше вакво нешто и што е за поздравување ваквата работа. Се надевам дека во најбрзо време, значи се најавува дека до крајот на годината или во почетокот на наредната година ќе почне со изработка на овој експресен пат и мислам дека граѓаните ќе бидат многу задоволни. Тој ја истакна и потребата на граѓаните да се изгради уште една клучка на потегот помеѓу селата Спанчево и Соколарци, за жителите од неговата општина да не мораат да возат до Кочани за да се приклучат на експресниот пат. Вклучително што ги има двете алтернативни клучки, се едната кај Кочани и другата кај Пробишти, општината Чешиново Облешево која не зафаќа со експресен пат, гледаме дека нема пристап до експресниот пат, треба да биколем по 25 км, а имаме до нас самиот пат минува на 4 км и со ова мислам дека ќе успееме да добиеме една клучка и граѓаните сите да ги задоволиме потребите. Едно е сигурно, со изградбата на патот ќе се постигнат комплексни ефекти кои во голема мера ќе го променат животот на населението во крајниот источен дел на државата. Некој го руши, не викам кој.